Срцев удар ки ми даеше. Ората е crazy. The aura is auraing. Црната не може да знае. I can tell. I could be yellow, I could be blue, or I could be purple. Thank God I posted that. У еден ден качив 10,000 следбеници. Не, мојот телефон откажа, мојот телефон беше као кога да работиш на шалтер. У банка. He's like They're so cringe, dude. Кога знаеш колку фенси кошули сум земал, што сум ги носел на настани у видеа за 100 денари. Колку е само rude. Нели? Каква навреда. Што сме направиле ние? Мразлано. Cause it's chill. You know it's chill. Баба ти прави колачи? Која баба не прави колачи? They buy chocolate. Are we the same person? God, јади. Од кај дојде оваа идеја? Прво, многу сакам да јадам. Колку е само човечки да чувствуваш. Да. Ајде да почнеме таму. Јас е многу голем people pleaser. Motivation помага, ама дисциплина е the power. This is probably my worst work ever. Trust me? Me too. Кој да го слуша ова до тука, ала нека моја. Ајде микрофонот. Добро дојдовте сите на новата епизода од Фроза Доза и денес со мене е Александар Динев. Александар Динев познатиот тиктокер, така? Така некако. Окей. Аме ти си тиктокер. Јас. Ти имам видео на TikTok. Значи, ова, чувај си го, оти ова ќе треба да го потребаш, окей? Аха, окей. Значи, се што сакаш да кажеш за мене? Okay. Да, I know it's hard. Да, едва се воздржувам. I know. Окей, дај си спремен да започнеме со прашањата? Ајде. Или имаш сакаш нешто да кажеш пред да почнеме? Те знам од TikTok. Ама ми кажа да не зборам, окей. Окей, добро, alright. Окей, добро. Окей, значи, прво јас сакам да кажам дека јас, ова не е прв пат што го запознам Александар, се запознавме всушност прв пат на хакатонот. Мислам дека видовте, јас имам свој TikTok акаунт и на него постирав така Day in the Life и кажав дека дојде и не изненади, не само мене, туку сите други што учествуваа. И сакам да прашам како се чувствуваш моментално, како ти иде денот и како се чувствуваш за тој ден кога се запознавме, се видовме прв пат. Значи, преубаво се сеќам, искрено, бев сега на патување, се вратив колку е тука топло во Скопје, dude. Да, те видов иначе. Да, човек мрзнеше ти таму сега доаѓаш. I'm fly right now. Знаеш како ми било тука, како дури сум како жешко ми е малце. Инаку за хакатонот искрено јас бев воодушевен затоа што вие нели презентиравте ваши маркетинг идеи и се тоа. И многу ми се допадна затоа што ја кога седнав иницијално и на сите вас ви кажав као сакам да видам како ќе ме инспирирате, пошто сепак се сега вие сите помлади, јас веќе старам. 22. Колку години имаш ти? 15. Oh my god, буквално сум дедо. Колку години сум родена? No. 2010. No way, човек. Ја. Ти си имала 10 години кога беше корона? Да, Oh 9, my god. 10. Oh my god. Let's not talk about that. Неќам се секам каде. Your corona was way, многу поразлично од мојата корона. Ja. Да, мојата само беше како спиење цел ден. Да, и гледање Мики Маус. Exactly, да. Ама да, многу бев одушевен од сите презентации, од твојата презентација. И ја бев као, пошто ти тогаш ти беше испеглана косата, а јас те знам тебе од социјални мрежи, и бев као, I know you. И кога излезе да презентираш, и беше као, Фроси, бев као, what? Ти ли си? Ама да, Јас, кога ти, ја ова не го очекував, и значи ми викаат, некој касни. Јас викам, лала, сега ќе треба чекам, Кој 15 минути сега нов тим и да стават работи. Гледам, ти доаѓаш за веќе. Да. Моето, значи јас никад порано не сум те видела, а ја баш од многу порано те следам. Само викам the audacity што имаш ти да ми дојдеш, срцев удар ки ми даеше. Actually, значи не сум кеш, јас буквално бев ми солзе очите од шокот што го добив. Ко no. I'm shy. Stop. Не, ама не, actually. Не очекував таква реакција, by the way, од толку многу, као сите беа, као, вау! И јас бев као, вау! Да, пошто сакам да ви донесам од Динев снакс, да пробате. Динев снакс. И уште ти носам, сам има уште. Ако не ти беше доволно. Ќе видиш, после ќе ги отвориме.
тука ќе ги оставам да играат сите останати. Да се промовира. Окей, right. Little plug. Subtle plug. Окей, добро. Значи, добро се чувствуваш, спремен си, започнеме? Окей, good. Значи, имам неколку прашања тука, знаеш, за твојот лайфстайл, да ми кажеш, like, како ти пројдува еден нормален ден, знаеш така? Your typical day in the life со Александар Динев. Човек, секој ден ми е различен. Не, for real though. Не, стварно, мислам дека тоа ми го прави поинтересен животот. Па да. Секој И ден. мене, од кога почнав јас така да се внетнувам во се што ќе ми текне. Yeah. Just take the chance of everything. Да. Се ми е различно. Не знам, рутински, како би изгледал така некој пообичен ден кај што не ми е турбо со работа, станувам, доручкувам, вежбам, се враќам дома, работам, обично на лаптоп, ќе се подружам со моите блиски, Nice. јадам. Окей, фала Богу што јадеш. We don't need не јадење овде. Да, ама тоа генерално така и за некој Како би го опишал твојот лайфстайл, знаеш? In like три зборови. Окей. Okay. Турбо, добро. Oh my god, шарено. Шарено. Да. И возбудливо. Да, пошто ете така и за некој нормален ден, обично знае некад, пример да излезам да станем од 5, да излезам од 6 и да се вратам дома као од 12 вечер, сваќаш. Yeah. Oh, that's the lifestyle I want to do. Знаеш, јас сакам тој лайфстайл да го Dude, it's the имам. best. Не знам како ти обяснам. Никад нема you don't have a normal 9 to 5, сваќаш. Да. Кога имаш само секој ден нешто различно, секој ден си ама нешто најако фактот дека немам 9 to 5 kind of работам подолго од кога што работат луѓе 9 to 5. Ке ти пише некој, ај нова направи го, едитирај го, снимај го. Okay. You just gotta accept it, знаеш. I love it though. Да. I love it. Се гледа, кој се гледа. Yeah. Така си. Ората е crazy. The aura is auraing. Жолта. Жолта, да. Ако сум денес усина. Прашање. Зошто жолтата боја? Не те потсеќа жолтата као на среќа? Да, знам, ми дава жолта боја, ко многу е it really fits you, знаеш, така баш е за тебе. Yeah. Кога прв пат ти текна? Дали од мал така сакаш, сега сам жолтата да сакаш или кој има некои други корени од кај што дошла таа жолта боја? Вак, од секад ми било милени бои сина и жолта. Као, види колку сме on theme, као on brand. Е цел сет, човек. Све колку договорено. Да. Is this made for me specially? Maybe. You never know. Ама да, сум ја сакал сината, пошто не знам, многу бава боја ми, а жолтата генерално... Носи сино, човеко. Yeah. А жолтата генерално ме потсеќа на сонце, ме потсеќа на среќа, на топлина, знаеш, на смајли. Кога ќе видам жолта, некако ми буде некоја чувство на среќа. Да, exactly. Мислам, знаеш колку е, многу е добро тоа што јас кога ќе помислам на жолто, помислам на тебе. И македонското знаме. Да, и македонското знаме. Гледаш, и ја репрезентирам Македонија. Да, Македонија и ја репрезентирам. И плюс јас се репрезентирам на некој начин. Да. Nice. Self-marketing over here. Јас дека и тоа е дел од маркетингот, by the way. Да. Пошто многу долго време бев као сакам некоја боја што ќе ме опишува мене и што ќе биде впечатлива. Да, мислам многу луѓе се мислам или по quote некои се знаат, или пак по боја, или пак со некој тип на видео, некој тип на кат, некој тип на Да. Тебе која е милена боја? Мене? Јас сум помеѓу црна. I don't know why. Онако црната. Не се сиѓа. Little goth. Okay. Emo. Look. Црната не мора да значи I can tell. Црната не мора да значи дека си goth. Okay. Okay? Like Добро. Не, ама стварно. Okay, I like my црна боја бидејќи од мала сум. Мојата црна е црна. Не, ама I get you. Кога си црно облечен си као I'm feeling myself. Да. Ти кога беше на хакатоно беше црно облечен. Бев скоро со црно. Да. And I was feeling myself. Exactly. Сакаш кога. I get you. Exactly. Кога многу не знам, по confidence. Yeah. По-голем confidence. Yeah. Ако би зборале, знаеш така баш ко color некој. Бела. Стива. Знаеш дека технички тоа не се бои. Да, не се. Бела и црна не се бои, they're just shades. Yeah.
Значи, која технички боја, би кажала, може би која темно сина. Oh my god, па нешто темно. Носиш фарберките со темно сини. Ба, окей. Или која црвена. Не. Keep it. Држиш ја темно Exactly. сината. Која, I don't know, по-темни бои мене ми се Кога сега. тебе тоа те релаксира, сакаш? Да. Не ти треба нешто гласно, Да. туку тебе треба нешто така смирено. Да. Мислам, јас сум гласна самата, така да ми Dope. треба јас да носам која нешто така лагано, за да можам јас целото. Дискомпензираш, Exactly, да ко балансот, balance. Yes, exactly. Тоа, значи, Се разбираме. You're getting it. Yeah, You're getting it. it's clocking. Exactly. Океј, дали некад кога си очекувал дека толку голем фейм ќе добиеш? Ко толку славен да станеш? Види, некако влегов во ова баш како хоби го гледав. Мислам, креањето на видео содржина. И јас инаку имав многу као акаунти, особено на YouTube, кои што ми флопнаа. Мислам дека сите имале. Ја, кога јас снимав прво влогове, снимав со брат ми као гейминг видеа, игравме Minecraft. Дали е се уште... Акаунтот постои, не можам да го избришам. Дечки, ако не го најдете, те молам, Не, please. немаш да ме препознаеш, гласот ми е буквално како на 3 годишно дете. Не ми се гледа никаде ликот. Ликот, окей. Ама као... They're so cringe, dude. Много е кринж. Ама небитно, морав да го поминам тој пат, Да, за да exactly. дојдам до Да. таму кај што сум. Види, кринж е концепт измислен од луѓето. Нели? Yeah. Oh my gosh! Фала Богу, некој го кажа тоа. Као Oh my God. не постои кринж, освен ако ти не си го да, споздадеш бидејќи во главата. you're living life толку дол, толку Да. нема боја во твојот живот. Ако толку сакаш сите да се толку досадни и безживотни и само сите исти копија од сите, Yeah. ништо нема да добиеш. Just add yellow. Сакаш свек да... Just add yellow. Новата quote на Александар Динев, just add yellow. Yes. Just do it and add yellow. Се следна промоција со Nike те гледам, Да, да. во Sport Vision. Ствари, ова прака. беше садол као тизер, не знам замисли. Инаку не очекував, баш беше како хоби, ама имав нешто во себе кој што ми кажуваше дека као ова е за тебе. Да. Као, што е да правев, се што беше уметничко, се што беше така креативно, некако го чувствував ептен тука внатрешно, као ова ми е као my purpose, као Oh my gosh. I want to create. И некако, пошто толку многу го правев со љубов, не го правев со некоја намера јас да станам популарен или тоа да ми стане работа, фала Богу што ми е работа, не знам што би работа од друго освен ова. И мислам дека пошто I poured my heart into it, некако само си дојде сето тоа. Bro. Ja. Ко ми опиша се што јас го чувствувам исто. Yeah. Bro, just read my mind. Ja. Си 15 години. Јас? Кога бев како тебе почнав. Да? Ja. Да бе. Ja. На 15, Oh my 16. gosh, твоите видеа. No, we don't talk. I mean, we can talk about it. It's fine. Не, it's fine. I mean, ко само знаеш, like, it's flashbacks, like flashbacks, Yeah. subtle flashbacks, subtle foreshadowing, no. Мене истото јас исто така се чувствувам, знаеш така. Ко исто јас тоа што почнав, ко исто wow. Исто кој што кажа ти, јас personally си бев кој знаеш што, не ми е гајле. Ова го правам за себе, ова го правам за да имам self-marketing. Мислам дека баш сега, штом ова го правам на толку помала возраст, толку подоцна ќе ми биде уинина. Сакаш, бидејќи јас секад мислев дека the opportunities will come to me. No, you create your opportunities. Exactly, да. Треба сама да си тргаш и и после тоа ќе, знаеш така, што повеќе работиш, толку повеќе ќе ти доаѓа. Ja. Види, луѓето ќе ти се смеат, тоа е многу нормално. Trust me, веќе ми се смеа. I know, ама и ти ќе се смешкаш кога ќе ти стигне нотификација од банка. Така што, it's fine. Tough, тоа беше tough. Don't worry about it. Yeah. Секи си доја само по себе. Се надевам. Баш кај што си многу природно, мислам на камера, вака Да. си зборуваш. Од секад сум била толку природна. I don't know what it is. Вака кога седам, знаеш, така пред камери, пред луѓе, зборувам, презентирам. Yeah. Тоа таму највеќе се чувствувам at home. Сакаш, тоа е најкомфортабл нешто. Не можам од кога почнав, од кога прв пат седнав баш во ова столче, за да ја почнам оваа емисија со подкасти. Тогаш баш почнав бев као ова е за мене. Yeah. Ко нема ништо друго во светов што that will top this. Сакаш, кога си на сет,
Најдобро нешто. Преубаво. Најдобро. Скоро. I don't know what it is. Ко не сеќам како не им се допаѓа никој. Не може секој. Не може секој да биде интересен, не може секој да биде слободен на интересен. камера. No, but I mean that for you, though. Као комплимент беше ова. Као не може секој тоа да го постигне и треба. Многу луѓе имаат ко голема трема. Да. Ко ненормална трема. Ja. А ја не се осеќам како да има камера. Нели? We're Да, just како да сме на yapping. кафе, дечки. Да, ево камера. Океј. Па што веќе зборуваме, знаеш, така за со онлайн и со луѓето што мислат за нас, ти како се справуваш со контроверзии што ги имаш онлайн? Сигурно, мислам, ја имам, и ти имаш, и сите имаат. Ја. Искрено, јас секогаш се трудам да возвратам со добро. Мислам, не директно на тој кој што ме навредува, туку, знаеш, некој ќе ти направи нешто лошо, дали некој ќе те коментира онлайн, дали некој ќе ти коментира лошо или било што и да. Никогаш не сум гледал да возвратам на тоа, затоа што реално не вреди. Не, моето време можам да го посветам на нешто кое што е многу по-позитивно. Да. Например, да направам некое добро дело, да вратам на позитивни коментари, да вратам на пораки. By the way, многу сум лош со враќање на пораки. Trust me, самата. Да. Јас ти пишам, ти ми пишаш, може ли да ми пратиш ово со твојата прва епизода или претходната епизода што си правила со Мати Фолц? Ја му ја праќам. Доаѓа на катуно ме прашува, дали ми ја прати? Тоа беше после 2 недели. Пред недела време сум yes, I did. И после 3 дена беше Да, ама не види, јас пак се трудам да го пренасам, да пренасам таа енергија. Нормално е, мислам, ти знаеш, така запатен човек си, нормално дека немаш време седап. I try. Ама да, тоа е најдобро. Се обкружувам со позитивни луѓе, се обкружувам со моите луѓе. Не се многу, на една рака се бројат. Ама сум као, знаеш, некогаш дури нормално е кога ќе видиш нешто да те погоди, пак си човек, особено ако е некоја слабост што имаш во тој момент, знае онака малце да ти пробуди некои несигурности, а мислам дека ни се битни тие луѓе околу нас за да ни ја дадат таа сигурност дека као тука сме за тебе, ние те сакаме, ние те прифаќаме таков како што си. Истото го кажав со таа по епизодата со Мати Фолц, и ние зборувавме, знаеш, така дека всушност луѓето со кои што се заокружиш, таков и ти испаднеш ти. Yes. С ким си такав си, да. Да. Ако се обкружиш со луѓе што имаат лош инфлуенс, што прават лоши работи, лоши коментари дават, најверојатно дури ако пробаш да го одбиеш, и ти ќе станеш таков. Не може да одбиеш тоа. А сакав еднакво и да додадам, јас имам нешто што си правам у глава, а тоа е анализирам некогаш премногу. I analyze people too much. Кога мислам дека ми е дури и проблем at this point, кога сум дај чилни малце, као нема толку брат, исто! The same исто нешто за мене! Исто ми е! Исто, брат, ќе запознам некој друг, некој нов и сум Океј, кои се траумите во животот? Се сваќам дека имаш такви проблеми. Мора да ми кажеш што е најлошото нешто што се случило. So we know we're on the same spectrum. Сваќаш, дали животот е бил добар со тебе или Should I just step back? Да, дали држам некои работи за себе, така. Ама така тоа го правам и со коментари, пример, ќе прочитам коментари, сум океј, што ја провоцирало оваа личност да го напише тоа, сум океј, I'm not the problem here. Пошто ја не правам ништо лошо, пример, во видеото. Ја мислам дека никогаш во ваков спектрум каде што луѓето коментираат на видеа на постови наши, никогаш не сме ние криви. Освен ако нешто не кажале стварно погрешно, што е знаеш така бајги лошо, ама мислам ти и јас знаеме дека не може, мислам не би направиле ни такво нешто, и кога некој коментира ненамерно. Да, кога некој коментира такви негативни работи, најчесто е само своите проблеми што си ги има. Да. А јас сум сигурен за тоа дека ако некогаш направам нешто лошо, јас би сакал да добиам конструктивна критика. И луѓе да ми кажат, као ти не смешно да го кажеш, не треба тоа. Во ред. Јас сум скоро отворен за тоа, пошто нормално е, растеш, така учиш. Да. Треба ти каже некој лице хеј. Као прекрати. Нага. Супер. Океј, па мислам јас сум на истата нога со тебе. А сега кога зборувам исто така,
Дали има некој што тебе те инспирира? Некој што тебе те инспирираше да почнеш целото TikTok journey? Некој што си го гледал ти кога си бил мал? Секогаш ја кажувам и мислам дека до крај на животот ќе ја кажувам. Сам дека знам. Emma Chamberlain. Ја знаеш? Come on. Of course. Come on. Emma Chamberlain. Мислам дека повеќе е позната помеѓу младите. Сега мислам она е многу сменета. Да. Порасна и она како личност, ама генерално тие видеа што ги снимаше претходно како тинејџер, кога јас бев тинејџер кој ги гледав, некој беше многу кул тоа дека некој може така да си го снима животот. Преако ми е. Од малку гледам влог, толку ми е како inspiring, кој јас сакам нисо така да снимам, така да си покажам мојот ден, знаеш, така да правам, бидејќи ја мислам од кога ќе ставам камерата, толку што највеќе мотивација, сваќаш, бидејќи ќе го правам ова, ама кога ќе when I pull out the camera, тогаш кога стварно се задржам на тоа, бидејќи кога I don't want to let my content down, сваќаш, кога некам ко се, и после што ќе постирам ништо, немам. Да, реално. That's like so real. Да. Пошто многу е кул како ти правиш пример некои обични работи во текот на денот и гледаш како луѓе се конектираат со тоа, се како, oh my god, јас истото, или не знам, релейтаат со тебе на или ќе ти дадат кој некој тип, знаеш, така, ова не е добро, не го користи ова, или пак, аз сум го пробала ова, знаеш, ова, она, ако пробаш некој работи. Да. Community. Oh my god, мојот dream е преку мојот social media да си имам свој community. Ти веќе имаш. I don't know. Мислам дека е прерано за мене. The people that show up are a community. Така што, без разлика колкаво и не е битно колкаво, само битно е, тој сапорт што го добиваш од нив. If they show up again, that means you're doing something right. Така што, you're thriving. Come on, на 15 години, hello. Да. Некако дури и сам себе си се гледам во тебе. Мада, морам да кажам, ти си многу како да кажам, по-опуштена, дури и по-така. Јас не бев така како почна. Ја многу, мислам, бев опуштен, ама дел од мене беше резервиран. Пошто ми беше многу ново, no one was doing this, немаше книга со правилник како треба. Бум. Да, така треба зборуваш, вака треба се однесуваш, тоа треба да објавиш, ова треба да не објавуваш. Се треба сам да се научиш. Се. At your own pace. Тоа што тебе ти работи, тоа ќе го направиш. Да. Ти мисли, take a wild guess, okay? Кој мислиш дека мене ме инспирира? Ако ми кажеш дека е истата личност или не? Не? Не, Emma Chamberlain е малце no по-старите? Да, по-старите. Моје мислење I know her, ама на некој што јас го гледав full on. Okay. I don't know. Сега мене ме анализирате. Dude, чекај, збориме као странски, така? Да. Oh my god, не знам што гледат младите Mr. Beast, I don't know. Не верувам дека е Mr. Beast. Hell no. Не знам. Не знам. Мислам дека луѓето што јас ги гледам се многу поразлични. Мислам не знам ли воопшто ги знаеш. Ајде, hit me. Quenlin Blackwell. Oh my god, скрос. И Larray 100% го гледаш. Larray 100% го гледаш. Yeah. Okay, now it makes sense. Да? Now it makes sense. Oh my god, Quinn е као пресмешна. Да! Yes! И како беше она што е модел Alex, right? Alex Earl. Oh my god. Икони. Икони. Oh my god, I I cussed. love. Oh my god, I cussed. Sorry. Oh my god. Bleep it out. Sorry. Да, мислам I love Quenlin Blackwell. Quintessence. Yeah. Mi Bamus? Како беше тоа? Mi Bamus? Me? Bamus? I know ball, bro. I know ball. Now we're going a bit deep. Okay? Малце ке навлеземе од твојата мината. Okay. Okay. Сакаш trauma dumping да ти брам? I don't get it. Hey! Whatever floats your boat. Okay. Free, open space, yeah. Open space, okay? Okay. Значи, знам дека преку видеата што ги постираш, нели, дека си пораснал надвор од Скопје, нели, во ова... Во села. Да. Баленци, yes. Да, yes. И сега да те прашам, обично, нели, ти кажа самиот дека
кога постираше, кога прв пат почна да постираш, не ти обрнува толку внимание на видеата, кога живееше таму и после како ти беше кој шифтот кога дојде тука и кога знаеш многу луѓе почнаа да викаат еј, Александар. Ти! Од TikTok! TikTok, да. Како ти беше како се чувствуваше тоа? Знаеш, многу голем шифт е тоа за некој ментално и публиката, плюс може би си кренали фоловери, следбеници и гледачи. Dude, јас имав кренато као над 100,000 следбеници за рок од недела и пол. Тоа беше као life changing. Не знам како ти објаснам. У една недела и пол уствари. Чекај, ама да не е тоа видеото со боите. Кој? Tell me, just go. Just shoot me in the head. Just do it. Take me out of my misery. Направи го побрзо. Као идеше, чекај. Could be red, I could be yellow, I could be blue, or I could be purple. Yeah. Oh my god. Ей, ама Safe space. Да, Yeah. safe space. I mean, no judgment here, bro. Не, why judgment? People liked it. Exactly. They made me famous. Мислам дека кажа, ама не ми текна. Колку фоловери од тоа доби? Буквално тоа го објавив и по него објавив уже неколку така видеа и сите тие поред од тоа екстремно вирални. Вау. Као зборам од типот 6,6 милиони прегледи, као пола милион лајкови. Wow. And I'm just What can I say? Чек, и јас само го објавив видеото ноќта, се сеќавам, тогаш ниту стратегии правев у колку часот ќе објавам, ниту као nothing. Као YOLO. Дај само ќе објавам и го објавив и легнав да спијам. И се будам утре со вајлето и знам нешто на татко ми помага со работа. Само отвараш, тато, јас сум позната! Да, тато ми као, јас само вклучувам интернет и мојот телефон, не мојот телефон откажа, мојот телефон беше као ја бев као, what? И од тогаш ги исклучив нотификациите. Not to brag or whatever, ама као стварно, затоа и не врекам by the way на пораки. Да, сам јас ги исклучив веќе. Да, ама од кога почна тоа TikTok да прави this guy reposted your кој брат не ми е гај. Кој ми репостал мој видео. Кој reposted мој репост. Yeah. И од тогаш капут. I don't care. Not in a rude way though. Да, exactly. Ja. Брат глупо е сега цел ден ќе ти иде тоа. Да. Ама така се случи пошто у еден ден качив 10,000 следбеници, утре дента само правев рефреш и мене за 1000 ми се качуваше каунтот. И ја нема теоретски шанси ова да ми се случува на мене. Who am I? Сваѓаш? A diva. Што? A diva. A diva, yes. Now I know. Не, брат, човекот си знае веќе. Не мора ни да го глезам, човекот си знае дека си е. Види, I had to... Oh my god. Нели ти кажав дека животот ми е шарен? I could be red, I could be yellow, I could be... Oh my god. It all makes sense. Као морав да го направам тој тренд, за јас и ти да седиме тука сега. Yes! Ако не беше тоа, као... God knows што би се случило. I don't know. I really don't know. Thank God I posted that. Thank God. Thank God, и кога го кажа, беше ко... Види, тоа е знак на раст. Јас барем така гледам. Као сум... Тоа ми дава до знање дека I'm better now. Не, да. Мислам, тоа... Јас имав правено као своји влогови, кој така само си мислам од короната, така само си седев, си зборев, си јапав на компјутерот, мислам Google Drive-от ми е као полно даска од сите видеа таму се. Само зборам и се вратив као пред некој месец гледам нешто така да си го испразнам. Само гледам, здраво дечки, јас сум Фрсина и денеска ќе го отворам моето LOL doll. Oh my god. Тоа го правев. И ја вака бев Unboxing queen. Не, I was on the game before anyone else, брат. Јас, I knew what was up. Кој јас знаеш. Ама тоа ти стало архива никад не било постирано? Не. Арно што си почнала да постираш? Ка, we would have seen... Јас сум родена за тоа, брат. Ка, from my roots. Dab me up.
Dab me. Dab me up. That was bad. Just wait. Okay. Добро. Good. Сега, Со документацијата тоа. јас сум Кога да работиш на шалтер. У банка. It's like тест, кога не треба да ти даде така. Еве ти го тестот на единица ти става, брат. You failed. И сега имаш ко DNA од професорот. Идеш да го клонираш за го. Ко дали некогаш сакаш да to branch out и ко да достигнеш некаде глобално? На глобален левел. Вак. Иако почнав да снимам, инаку на англиски снимав. Се сеќавам едно тие видеа. Да. Снимав на англиски, I know. ама се смени алгоритмот, само така одлучија. Сите Да, социјални мрежи, само те покажува регионално. Но, кога бев во Белград, така на една недела, пошто учам српски, by the way. Yes. Замисли, не знам српски. Мислам, не знаев српски. No hate, и јас не знам. Не, ама толку е слично на нашите. Океј, и они не разбират. Let's be for real, though. Добре, сега се утешив сам себе. На лице место. I coped. Ама, да, пошто сакав да пробам, да кажем, вака по балканска публика бидејќи ко и добро е за својот раст и за публика и ко знаеш така. Да. Бидејќи ако стварно, мислам, ако толку знаеш така се вложиш во сето таа работа, ќе треба и branch out, keep growing. Да, па мислам дека во Македонија некако I kinda did my thing. We know. We know. Could be red, I could be yellow. Now it's time to do that in a different country. Така, сега брат оди у Германија дешки. Guten Tag. Guten Tag. Dreichen, вика таму. Немам појма. Ама да, пробав да снимам видео на српски, пошто нели сега малку повеќе го владеам јазикот, не е као fluent, ама пробав и видеото има скоро 1 милион прегледи. И кога србите почнаа да ме гледат, но српска публика добив. Мада имам јас балканска публика, пошто порано кога правев скетч видеа, кога такви смешни видеа. We can talk about it. I'm gonna try not to cringe. It's a made up concept. Oh my god, знаеш на кој... Океј, можеби сега ми вратима за филм. Можеби си ја гледала Лајза Коуши. Да? Пошто направеше такви луди видеа? I don't know, bro. Јас секад правам видеа, ама I just never posted it. И кога почнав, сега сум ко малце pressured да, знаеш, така како чудно ми е сега да постирам, знаеш, уште повеќе такви видеа. Ама, but, имам како желба да си направам и ко свој канал на YouTube, кај што само постирам такви влогс. И само ко do whatever. И ко преку TikTokот, бидејќи сега го израснав TikTokот, преку TikTokот да ги... Just to be swag. Yeah. I mean, I already am. Yeah, нови. Just like, уште повеќе swag. Yeah. If possible. Well... Може би го рична лимитот. На swagness, No, swagness overload. Јас, колку fashion-wise, колку збориме, колку идеи имам, it's just not the money there. Money's not there. Wait till I get my money. I feel you though. Да. Been there. Been there, done that. Yeah. Ама види, знаеш како можеш многу убаво да се облечеш со трифт облека? Јас трифтам. I can't find thrifting овде. Како? Не можам. Има премногу места. Тука. Скопје. Ајде да не ги плагнемо после ова. После ова? I'ma link you up. Bro. Кога знаеш колку фенси кошули сум земал, што сум ги носел на настани у видеа за 100 денари. I was dripping. Okay, ги кажеш после. Јас само на Google напиши thrift, мислам на Google Maps искачат. Hello? Не, брат. Мој телефон ме мрази изгледа. It's preying on my downfall, буквално. I'ma link you up. Yes. Okay. Јас се мислам, јас исто така сакав да постирам на англиски. Повеќе бев на англиски, бе си ако постирам на англиски ми треба. Кидам ја одмако. Англичаните ќе ме знаат. Алгоритмот не сака, брат. Брат, ме нервира. You can't do anything.
Нели? Или ако ја купиш телефон од Америка и као го направиш акаунтот таму и после Да, тука и плюс објавиш. треба картичката ти биде од таму Ја. и за money that goes нема шанси. Колку и е само мотизација што нема Ја, тука. тоа сакам да кажам. Колку е само rude. Нели? Каква навреда. Што сме направиле ние за да не добиваме никаква reward за тоа што баш што сме мала држава, Ја. баш што многу ретко луѓе го прават ова, they're like they don't even reward us. Ко TikTok, give us coin. Да, брат. If a TikTok see is watching this, Give us coin. give us some cash, bro. Ќе ви промовираме, не дека ви треба. Ама, ќе се фалиме. Да, ја. Омага, знаеш, би било многу јако. Ако, брат, секад гледам тиктокери како идат на такви TikTok events. I'm so jealous, bro. Какви TikTok? Као TikTok TikTok организиране? events, да, TikTok events, Awards, influencer events, знаеш, така сега Coachella што беше? О мај гад, да. Justin Ама тоа е Bieber, многу е скапо, човек. Да. Дали се луди, кажи ми. Ама идат со brands. Добро. Идат со Fair. brands. Ама It's- тие it's што all не paid. идат, тие што не А, идат ти што со не идат бренд. се CEO daughters. Нипо babies, you guys. Nipple babies. Издевавме надвор од контекст. Okay. Сега јас имам едно actually многу ме интересира, okay? Okay. Значи сега Динев coming out со твоите snacks. Okay. Да. Да. Да, сега сакам да те прашам, знаеш, ако сакаш можеш да ги покажеш. Твоите snacks. Ај ти покажи. Јас ги покажам. You have the honor. Види како сум ти ја направил кесава со стикери. Да, преубаво, значи Уцрвена едно од твоите милени бои. имаме unboxing. Oh my god, real time unboxing. I was ASMR. born to do this, брат. Go LOLs. Зашто е мразлано? Huh? Мразлано. No way, дај. Не е oh my god, ладно е. Да. Cause it's chill. It's chill. Значи, you know it's chill. You know it's chill. Okay. Значи имаме прекрасните круасани. Actually, ком многу се добри. Spot the difference. Wait. Имаме овие прекрасни колачи. Ja. Chocolate chip cookies. Yeah. И Chocolate мирисаат на колачите на баба ми. Баба ти прави колачи? Која баба не прави колач? Мојата. О, Мојата е healthy queen. ма и баба ми прави као healthy колач. Ама мојата која ја мрзи. Ја мрзи. Well, Да, мислам дека порано можеш правила, ама when I came in the story, no. all the energy was out. Dude, that's why I made them. Да, ја, Затоа ги направив колачите. И се без додаден колачите шекер. од бабата што баба. Што? Од бабата што баба, брат. It's baba Без ink. шекер. Без шекер, ја. Yeah. Без додаден шекер. Yes. Така што for your healthy grandma. Exactly. Баба. Тоа ствари за баба ти го донес. После тоа, последните, имаме овие for you. Тие се какао blast. Овие се видени. Да? Да. Кога ги пробав на хакатонот, They're fire. they were not spared. They were not spared. Мислим, ајде, почнемо на српски. Мислим ово, како се каже, има 65 намаленog шечера. Да, мислам дека го кажа тоа. 65% less sugar. Да, од регуларни колачи. Локи сакам да ги јадам. Ајде. Локи сакам да ги јадам. Ајде. Okay. Aestheticism get out. Да се заблажиме. А морам да ти дадам да мириснеш и да ми кажеш као дали стварно ти мириса на Ајде. Ма не можеш да ми дадеш као Ама татко ми прави колачи. Татко ми Окей. прави healthy колачи. Татко ми татко ми обожава да Сите сте као healthy queens at home. Да, иначе almond moms, брат. Мирисни, молим те се. И тоа на ванила. Чекај. О! Ептен инфлуенсерски. The hand. Killing me. Да. Чекај. I'm standing on business. Cheers. Чекај сега, јас те. А, I want to do my stuff. Извини. Okay, еве ги for you. Actually, јас правев
хакатонот беше за for you. Да, имаше многу јака презентација. Но и на крај на презентацијата ми имаше мене. Come on. Не дека се мој, ама као стварно се добри. Као толку се меки. Но вие сте као just giving. Као, знаеш кога јадеш брауни. Okay, yeah. Како крастата. Тоа ми дава. Oh my god, for real. Со млеко? Dope as Динес станав многу лоша, многу очигледно. I never cuss, ама толку ми е комотно со тебе. Oh my god. I'm 22, come on. Come give me on, some bro. slack. I'm 15, брат. И не треба пред тебе. But it's fine. It's fine. Oh. Се сеќавам кога Ариана Гранде, знаеш, со микрофонот, кога и вака, бре. Ја микрофонот треба да... Не. You know well. No, shut me up. Eat the cookies. Ја. Ајде избори се. Не се зафркавам. Стварно се добри колачите. Еве имате доказ. И сега ќе не има во скоро сите маркети. Веро, Кам, Кипер, Рамстор. Go get some. Ако сакаш колачи ко на баба ти. Имат вкус ко на баба ти. Или како на просина таткој. Но се добри. Да. Круасанот исто така. Сам да го пробаш. Добро. Кажат, јади! Јади! Or you're gonna face the consequences. Не ја терам на сила. Гладна беше, кажа. No, she didn't. Знаеш како главно беше кажа. Нага, ја. И јас сум Okay. Кога прв пат ги направи. Што ти дојде така како what encouraged you да направиш snacks? Како што од кај дојде оваа идеја? Или од мал си ја имал идеја? Прво, но сакам да јадам. Don't we all? Но сакам благо. Не знам, некако од сегаш сум имал во себе предприемачки дух. Знаеш, многу луѓе тоа не го знаат за мене, пошто од секад сум сакал, ме интересирало бизнис, ме интересирало такви работи. И знаеш, сега сум сакал да имам нешто мое. Да. Као my own personal business. Yes. Настрана тоа што ова што го правам како инфлуенсер, како контент креатор е собствен бизнис, дефинитивно, пошто јас работам технички за себе, као све ми е... Да. I'm my own boss, you know? Ама сакав да направам нешто исто така кој што можам физички, како што можам ова вака на интернет да го споделам со други, вака физички нешто да можам да споделам со останати. Ја, као eat my cookies, као физички се еве се, не треба само да ме гледаш на TikTok, као може сега и нешто као tangible да има. Пошто реално I think it's cool. It's cool, да сега немало инфлуенсер кај нас што има направено нешто. Да, затоа бев као wow, као многу ми беше шок, бев као cookies? Wow. Бев као dang. Ја. Ами имав и многу обиди во тоа поле. Кога пробав доста долго време, ја. Ова како идеја го имам од 18 години кога се пресели во Скопје. Стварно? Ја, тука се пресели. Ко да почнеш ко баш cookies или само ко општо нешто да направиш? Имав обиди за други бранши, пак е во областа на храна. Не можам да споделам информации повеќе, because I don't want to get sued. Не се погодив со спротивната страна, некако. Мислам дека, знаеш, кога си 18 години, ти си 15, може уште повеќе ќе ме разбереш, као, не те сваќа толку сериозно. Јас од сега сакам да бидам, као, имам и бизнис идеи и сето тоа што сакам да правам. Као бизнесвумен. Yes. Yeah, do it. Буквално се чувствам ко да гледам my future self. Oh, shut Жи ми све. Actually. Тоа таков убав и огромен комплимент за мене. Thank you. I love. Балансирам овие, брат. Да не паднат сите документи од шалтер. Ама да, имав неколку обиди, не беше така се лесно. Замисли, сум пробал на 18 години, пробав многу пати со многу различни соработници, пошто реално као it's expensive to do something like this. I know. И треба и многу и време, и енергија, и Со финанси, житопром, и да, со житопром. Заедно ги правиме.
Така што многу се поклопив со нив прво енергетски, пошто како што тебе вака со тебе кликнав, така и со нив, пошто некако се разбравме. Да. И бев како конесно некој да ме разбере и да ми ја види визијата. Да. И се случи така. Мислам, не беше толку лесно, дефинитивно. Ова беше цела година, in the making, као цела година и кусур. Ко го криеш од сите, или ко... Мислам, Го крие. Ја? Од сите? Мислам, од блиски, Мама, тато? од блиски не. Од блиски не, ама као од јавноста го криев доста долго време. Јас сум 7 као години. возрастната Фростан. Is that offensive? No. И мразам јас, брат, friendships, каде што буквално, ко... They're so... Така ко... Омага, не кем да те повредам. Не. Ко мразам така... Ко були ми. Да, ко нема ко да така на In a good friendliest way, да. начин, Да, сваќаш, да. ко така, бидејќи така знаеш кога некој така може лесно да те, знаеш, така се Аха. се зафркавате. Аха. Кога лесно така се зафркавате, полесно име на нив после, знаеш, така да ти кажат, ова не е Конекцијата е добро. друга. Да. Конекцијата е друга. Да. Знаеш, се И ко разбираш. да ти кажат у лице, ова не е добро, ова не ми се свиѓа, ко Ако не можеш да се зафркаваш со најблиска личност, како очекуваш What's the тоа да point? трае? Да, Да. што си, што прешумаш што е живот? поентата, брат, си го губам времето. Yeah. Да. Сега ти многу патуваш. Ко Yeah. way too much. Yeah. А знаеш дека едно од моите goals во животот мој е да патувам ко everywhere. Also been there, done that. Been there, done that, yeah. Многу голем сум ми беше. You're on the right path, come on. Hopefully. So, сакам да те прашам како ти влијае тоа што патуваш сегде? Дали има некоја специфична држава која што ти оставила некаков Unforgettable. да, впечаток? Искрено, секоја држава до сега што имам посетено си имало свое, Of course, да. свој шмек, you know? Да. Се си има оставило некој печат Секако дека да. тука. И секоја држава ја памтам по нешто различно. Од сегаш сум сакал да патувам и од сегаш ми било тоа сон, затоа што, знаеш, го гледаш светот низ призма, да кажеме, на интернет или на ти инфлуенсери што патуваат и си као, вау, колку би било кул некој ден јас да ја посетам таа држава. Тоа сум јас кога те гледам тебе. Следен пат ќе те земам со мене. I'm taking you on a brand Oh deal, my brand God. trip. Јас знаеш колку сони што имам, кај што буквално сум ко седам и сум дечки, гледайте кој ме донесе. Road. Road, дечки. Yes. Или пак чекај, не. Rare Beauty. Oh. Или може Dinner Snacks? Или Dinner Snacks. Oh my god, imagine. Да, брат. Take notes. Мојот тим треба take notes. Може brand trip да ги носиме некаде. Опа! Еј, и замисли ги носи, само мене ме остават тука. No. Као мене, hey, thanks for the idea. Фала ти за идејата, now stay here. In Skopje. Ама, баш е добра идеја. Да. Океј, ќе те ставиме прва на листата. Ставена си веќе. Така? Ставена. Омага, бро, јас, чек, може да ми наброиш дали се сеќаваш кога на сите држави што си бил? Yes. Ајде, наброј. Oh my god, имам на телефонот. Не, наброј. Oh my god, fine. Наброј. Let's see. Океј, ај прво блискиве. Србија, Романија, Бугарија, Грција, Хрватска, Малдиви, Тајланд, hello, Барселона, Франција, Италија. Oh my god, сега бев Iceland, Чешка. Stop. Oh my god. Србија кажав, да. Oh my god, Прва ја заборавам кажав веќе. Да, прва ја кажав Србија. Сега планирам да идам Јапонија. That's cool. И Занзибар планирам да отидам. Тоа се као next locations. Зошто сите идат у Јапонија? Другарка сега отиде во Јапонија, една другарка сега оди у Кина. What's up, bro? Има нешто Јапонија? што не го знам? Као Јапонија. Ама сваќам Јапонија, ама зошто баш сега сите идат? Сега. Oh my god, Емиратите. Sorry, ми такнуваат држави. Емиратите. Емиратите, Јапонија, Емирати, what? Бев у Дубај. Dubai Dubai chocolate.
Oh my gosh, буквално сме Are we the same person at this point? Сме, буквално сме. Stop. Може стварно за 5 години од сега си као, јас. That would be so cool. Да. Ќе гледаме подкастот. I mean you. Yeah. Беше у Исланд, така. Yeah. Видов емоционален беше, okay, it was crazy. Yeah. Ко видов и се што си видел, јас самата преку камера сум као wow, не можам да замислам тебе бре таму. Ко пред своји очи, ја би умрела таму comfortably. Јас бев као, дали може да спиам тука на под водопадов? Земете шатор Yeah. и овде. Не мора ни шатор, као, I'm just gonna, you know, Yeah. survive somehow. Не, стварно беше значи нереално. Гледам емоциите што ги видов преку твојата фаца и после вртиш камера со right. Yeah, it makes sense. It does. Не, човек, јас буквално се убив као, пошто, fun fact за мене, fun fact, не знам колко е фан, ама као, кога да отидам на патување, секад си рефлектирам и секад сум као, I dreamed of this life. Као, сум го сакал тоа цел живот, and here I am doing it, и секад, без промашај, као без промашај, као си застанувам, и сум као, take a moment, земи длабок воздух, биди благодарен, и секогаш некако магично плачам поради тоа. Сум као, oh my god, so thankful for this. That's so great. I respect машки што плачат. Yeah. I respect it. Yeah. Деки nowadays, луѓето, например, луѓето сега... They all act tough. Сите се, everyone's nonchalant. Get out! Многу ме нервира. Wind it up. Не, ама као, многу ми е tiring и dull и така lifeless, знаеш. Колку е само човечки да чувствуваш. Да. Ајде да почнеме таму. Нели, што се случи со човечност. Со човечноста, да. Yeah. Ама да, генерално на такви луѓе прават работи што луѓе sometimes јас сум grateful за работи што јас ги имам, бидејќи знам дека некои луѓе не го имаат ни тоа што јас го имам, ама исто така кога рефлектирам кај луѓе што повеќе имаат од мене, сум знаеш, така многу луѓе што го имаат тоа, што повеќе имаат од мене, многу е тешко за нив да рефлектираат и всушност да бидат ова е за I should be grateful. So бидејќи многу луѓе when they get to that point се горе со главата во небото. Го разбирам тој момент, пошто анализирам луѓе. Да не забораваме. Ама така што се разбираме, ама од друга гледна точка, пример, луѓе кои што се... Види, секој од нас се раѓа со шпил карти. Така? И исто ти е и во игра. Као само треба да знаеш како да ги искористиш правилно тие карти. Јас мислам дека има простор за успех за секој под ова небо. Буквално. И знаеш најако успех, што за мене значи успех не мора да значи и за тебе или за некој трет. Успехот е стварно нешто што е субјективно. Секој од нас избира што за него значи успех. Така? Така што мислам дека луѓе, да кажеме што се раѓаат во така попривилегирани средини. Искрено мислам дека најмногу е до домашното воспитување, што познавам и многу луѓе кои што дошле од такви фамилии, кои што се преблагодарни и го ценат тоа што го имаат. Но има и други, знаеш, од другата страна на екстремот. Јас затоа сум многу благодарен што, пример, знаеш, не сум се родил во богата фамилија, ама сум имал шанса да ги осетам и двете страни. Да. Саќаш? И сега сум као, окей, знам како е да немаш, ама знам како е и да имаш повеќе од што ти е доволно. И некако ми е по-друг видик имаш на животот, општо земено. И затоа сум секогаш као мотиватор. Многу сакам као just do it, као направи нешто. Motivation да е као најголемиот суперпауер што може да се најде денес, у моје мислење. Јас би кажал дека motivation помага, ама дисциплина е the power. Дисциплината. Пошто ти можеш да имаш мотивација, а да немаш дисциплина. Да. Или обратно. Yes. Но дисциплината е претешка, брат, да се добие дисциплина really takes some... Ништо не е лесно. Да. Ама,
од моја перспектива, кога зборуваш ти за сите твои постигнувања и сето тоа, и за секај што си отишол и што си постигнал, мене ми е тоа мотивација. Мене ме мотивира и стварно со тоа што почнав нешто, како например, са content creation стварно бара голема дисциплина, because не може само ти шкеваме и после тоа те снема за 3 години. Да, и си Corey Kenshin, брат, што се нема само. Го знаеш Corey Kenshin? No. Ама има многу такви примери. They just vanish. Да. Инаку за ова само сакам да допрам пред да преминем на следното прашање. Моментот кога престанав да гледам на тугите успеси како фрустрација, пошто знаеш некад ќе гледаш некој си кога зашто јас го немам тоа, зашто јас немам, не знам ова. Ништо не прави тоа. Ништо не прави. Вака одиш во место. Во место одиш. Не одиш во место, се копаш во дупка, човек. Да. Као буквално. Пошто многу песимистички гледаш на работите, немаш. What are you gonna do about it, you know? Сега повеќе го гледам кроз призма на Фроси има нешто кое што јас го сакам да го имам во животот, наместо да кажам зашто Фроси го има ова, јас не. Јас пробам да го најдам како го добил, за да можам јас да го добиам. Како можам јас да живеам реалноста на Фроси, како можам јас да го достигнам ова, кои се следните чекори за мене. Само едно од моите прашања после што ќе кажеме, поврзано со тоа бидејќи на пример јас, една од причините што викнав, знаеш така да може не само мене ќе ме мотивираш и да ни кажеш како си достигнал тие работи, туку всушност и другите да ги мотивираш. Да кажеш ти како си ги достигнал и можеби ќе си најдеш на свој начин како да достигнеш до таков левел. Секој мора да е на свој начин. Не можеш да следиш шаблон. Секој од нас има, пак кажам, секој од нас различни карти има. И сите играат различно. Сваѓаш, може мене што ми требало тоа да го достигнам за 7 години го правам, може ми требало мене 7 години, може тебе ќе ти треба 2 години. Who knows? Не се знае. Тоа не можеш да го предвидиш. Да. И плюс со медија сега како е, и со алгоритмот, не се знае, може секи се смени, може. Сега е многу поприфатливо тоа што го работиме, за разлика од пред 7 години. Да. За тебе и се така. You're like, finally, I'm normal. I'm normal. I felt normal. У последни век, не знам, после короната почна да се сеќам normal. Кога беше моментот на реализација, кога свати дека вау, јас actually сум популарен и дека луѓето стварно има многу луѓе што look up to me и треба стварно да се сватам сериозно. Малце deep. Да. Па, пошто кога почнав, кога бев на да кажеме на пикот на раст најмногу, беше корона и буквално дома не излегувавме никој. Као дома си, не среќаваш луѓе. Се тоа, као се чувствуваше многу, као нереално. Не звучи ова глупо, ама као, знаеш, гледаш бројки и не можеш да замислиш тоа луѓе. Таа окей, као не знам. Као 200,000 луѓе го виделе ова, као, знаеш, дур не го искусиш вака во живо, некако не делува реално, баш така не на навреден начин као гледаш бројки, ама си како гледаш тоа. Да, чудно е. Мислам нема да свати некој што знаеш така само гледа, туку when you actually experience it е многу поразлично. Кај мене се случи следново. Јас заврши короната, почнав многу да патувам за Скопје. Јас уште кога не бев преселен во Скопје, многу патував овде. Се сеќавам имам еден влог кај што кажам колку сакам да живеам некој ден во Скопје, манифестирам, and here I am, it's so cool. Ама многу патував во Скопје и кога ќе дојдев, пошто у Валандово кај што, мислам, обично село Балинци, се знаеме сите мало место и ќе дојдеш тука и кога луѓе прв пат те гледаат. И ја ми викам, you wanna take a picture with me? Сакаш да сликаш со мене? Знаеш колку ми беше тоа mind-boggling. Зашто сака некој да потроши време, да ми збори, да се слика со мене, да ме прашува прашање. Некако ми беше тоа многу интересно, пошто како дете јас нели зборевме, не добивав многу внимание, не само на социјални мрежи, општо во школо. Исто. Кога никој не му беше гајле, јас бев Same. I was the outsider all the time. I was always the outsider. Последна клупа, why not? Safe space. Exactly. Последна клупа, тетрадката отворена, час по математика, грицкам нешто под маса, некој снакс. Тогаш немаше да идем снакс, нешто друго грицкав. Си цртав. Бев као малце obese. И као никој не ме дружеше. И кога почнав да добиваш такво внимание, као
wow, people like me, као. Да. Legit. Јас исто така од мала немав големо друштво воопшто, бев исто така, најчесто бев сама, бидејќи, знаеш, и плюс од кај што сум, и плюс, знаеш, има и малце и расизам и сето тоа. И многу влијаеше на, знаеш, на менталното, на стабилност и здравието, така. И ама јас не знам, I don't know what I am, bro. Кога ти кажам право, I don't know how I kept going. Сваќаш? Од мала така бев многу енергетична и I always got put down by people, ама никад не сум дозволила тоа целосно to ruin my spirit. Никад. I don't know. Сега looking back сум wow, јас сум стварно била силна. Многу сум била силна и не сум многу crazy работи ми правеле луѓето на мене и сум вау, знаеш така тоа е респект за 4 годишно. Pound the bag. Јас тоа се оправам човек. Да. Па треба. Искрено не можеш да не си веруваш на сама себе така моменти, да не си се пушнеш пошто реално. И sometimes јас се инспирирам од помалата себе. Дали, oh my god, скрос. Да. Тоа константно го зборам дека многу голем дел од работите што сега што ги правам како возрастна личност, ги правам за малиот Александар, за малиот Динев, сега. Да, и малата Просина, да. Од сега така, знаеш, сега многу ми е малата мене inside me, сега кога гледа дека кога гледа дека луѓето, некои луѓе, знаеш, има многу луѓе што ме зафркаат за тоа, it's not fun, it's whatever. It's fine, yeah. Да. Еле, колку само ние Не, actually, my little me right now. Скрос. Види, ќе видиш дека со текот на времето и ти како ќе растеш како личност, како ќе се созреваш, сепак си 15 години и секој често што правиш вакви работи на 15 години, исто како да го кажам ова на 15 годишниот Александар што почнал тогаш, многу убаво е да бидеш креативен, многу убаво е да to put yourself out there. Yes. Не знаеш какви можности ќе ти отвори тоа, во која насока ќе те движи и само треба да бидеш отворена кон... Секад јас верувам дека што повеќе се покажуваш вистинската себе, толку полесно и по-фри ќе се чувствуваш. Бидејќи јас знам многу луѓе кои што така многу се стегнати за некои работи и не се воопшто себе си, и после тоа знаеш што другите се колабави. И технички, например, така кога ќе се вработиш еден ден, и така ќе бидеш стегната цело време на твоето работно место. Да. Толку е tiring тоа, човече. Значи, гледам, имам примери од возрастни што ги гледам going through hell на работа, знаеш, така како се прават некој друг, мислам, понекад треба, ама знаеш така кога ќе се покажеш од себе си отпорано од прв, тогаш so much easier, so much freeing. Да. И понекад јас знаеш така како многу луѓе и од мала, мислам дека многу бев по-mature од колку што со годините што бев. Исто. Гледам луѓе и сум деца, буквално деца моја возраст, I was looking down, I was like, не на таков на bratty way, ама кој ти се сваќав работи што многу луѓе overlooked. Сваќаш исто така кога те анализирав работи, гледав, буквално деца што само се правеа така на најлош начин се однесува со мене. Јас не одев да се карам, не одев да се тепам како останатите, јас само седев и си анализирав може ли ова се направило? И затоа всушност толку многу луѓе, знаеш, продолжуваат така да се однесуваат лошо со мене, бидејќи знаеш, I never took action, само бев I accepted, бев I understood where they're coming from. Знаеш, така бев се сваќам сега, бидејќи всушност и требаше и нешто, знаеш, така да се to stand up for yourself. Да, ама види, тоа и тоа ќе го научиш со текот на времето. Јас бев многу голем people pleaser, dude. Ама I became one, forcefully became one од луѓето околу мене. Ама да знаеш дека тоа е само знак на зрела личност која што рационално размислува. Колку е да убаво тоа да си малце по-зрел како човек пред останатите, а истовремено малце те alone. Малце сама не се чувствувам. Изолирачки затоа што си зашто не уживам во моите тинејџерски години. Јас размислувам how to get the bag. Некој како наставник ти каже, не мора ова ти да го правиш, ти имаш 15 години, ти треба ова да го правиш. Као да ти објаснам дека
јас не одбрав работа што мене не ми се допаѓа. Yeah. Сеќаш, јас од сега почнав, бидејќи знам дека уиднина уште повеќе ќе ми се свиѓа. Така. Балансот е битен, дефинитивно, ама ние не слушаме, I guess. Не дека сакам да промовирам hustle culture. Не, дека... Ама, не знам, мене тоа ме вози. Да. Си изјавам одмор. Друго нешто што е многу убаво заработава, кога ќе навлезеш уште повеќе, сега си баш и на почетокот. Баш сум на почетокот. Ти се одлучуваш кога одмараш. Као има денови, недела сум као, ова недела јас ќе искачам само со другарите. Као, тоа е убавото. Да. Така што мада и тогаш... boss. Да, ама мада и тогаш сум као, ми стои нешто in the back. Нели, да, си као... Ама тоа не ми е зашто. Ти ова да го направиш, ова тежете. Има и лоши страни и добри страни. Yeah. Усе има така. Workaholic. Да, exactly. Ама јас знаеш што, ја многу сум grateful за мојата мајка, бидејќи мајка ми е како моја така менеджерка на some sort и она многу ми помага, отика ми вика како хеј, не си постирала у 2 дена, можеби нешто ќе сакаш да постираш. Она како ми ги гледа видеата, ми ги гледа се и толку ми е кој I'm so grateful што ја имам, бидејќи сука, многу луѓе ова би убиле човек за ова. Значи мајка ми толку е supportive и не очекува воопшто да не no offense, кога на мајка ми, мамо, не, no offense, ама стварно не очекував дека толку ќе биде supportive и кога почне, кога виде дека сум добра и во филм, и во подкаст, и во инфлуенсерство, беше толку целосно си го смени својот mindset од како parent. И толку I respect her, многу голем респект и давам за тоа, бидејќи толку е тоа нешто така тешко, ти мала и вика, мамо, сакам јас да правам филмови и сето. Буквално тоа го кажував на мајка ми, сакам да правам филмови и сето тоа. И она беше како, нема тоа нешто како нема ти донесе тоа пари. И после тоа ме виде како actually работам на тоа и права. И сум и она е како, стварно гледам потенцијали. Ќе те поддржувам и не ми е проблем. И ми ги гледа фоловерсот, ми ги гледа гледачите, коментарите, ќе ми каже, овој праша ако може да му вратиш. Јас сум како, окей, заборев, хајде да му вратам. И да, многу сум среќна за тоа. Пресладко. И да. Мило ми е што го примеќаш тоа и мило ми е што you don't take it for granted. I don't take anything for granted. Кога јас многу луѓе мислат дека го зијам бидејќи јас знаеш што моето минато потешко ми беше да покажам како full on all of my emotions, бидејќи знаеш бев како ќе ми се смеат или ќе ми викат дека сум кринџи сето тоа. Ама кога доаѓа за фамилија, стварно треба да си кажеш кога се што ти лежи на срце, бидејќи они не можат ти кажат дека си кринџ, фамилија ти се. На крај денот ти се единствените луѓе што ги имаш. You have to be completely honest. До некаде се златам. Мислам дека фамилија може да те бидат и луѓе кои што не ти се крв. Па и да. Не го мислам ова на никаков навредлив начин, ама као стварно јас сум најдол на луѓе кои што ги гледам како фамилија до ден денес. Yes. Така што И мило ми е што имаш таа поддршка, што стварно многу го немале тоа. Да, јас самата сето тоа сваќам, мислам како it's just a blessing. Скрс. A blessing. Мамо. Како си го мајка ти? Јасмина. Поздрав, Јасмина. Сега имаме игра, окей? Каква игра? Значи, нели ти со твоите прекрасни кукиз и со твоите прекрасни круасанот треба да го пробам. Круасанот ќе излегуваш така, излезен. Излезени се веќе? Да, I know, okay. Значи, I wanted to do a challenge, бидејќи ми кажа сега дека си цртал, дека си сакал да црташ, така? You're gonna put me on the spot, huh? Има и други работи. Има други. Добро. Сега, my challenge е, ако може некој 1 минут таймер да стави. Но, под притисок. Да. Oh my god. 1 minute. Oh my god, со маркер. Да. Без гума, без моли. Без ништо. Ќе ти кажам, ќе направиме маскот за твоите снекс. Во 1 минута да нацртаме маскот. Ко fictional character. Oh no. Oh no. Okay. Окр. Ај, 3, 2, 1.
This is probably my worst work ever. Trust me? Me too. Уж колко време имаме? Дори напиши. I'm done. Easy. Заврши? Да. Окей. Сакаш ти или ја прво да го Ај покажам? прва ти. Ја? Да. Oh my god. What is that? Куки. Cookie Monster? Не, само колаче. I mean, не личи на моите колачи. Ова некоја нова колачка. Не, чекај, не. No, не е фер. Заборив чоколад чип да ставам, ама ова е колачот и ова како капа што носи for you. Okay. И Oh, кола. now I see it. Прво мислев дека ми го покажал Сунгер Боб во топчеста форма. For real да изгледа на Сунгер Боб. Покажи на камера. Скоро се изгледа. Сунгербо. Окей. Ова е моето. Окей. Имаш арт стайл на моето детство, брат. Ко сите детски програми што ги гледав, таков арт стайл има. Не ли? Покажи на камера. Не ли? На која камера на оваа? На мојата? На која е било at this point? Напиша во случај да не разберат. А чекај сега, одиме нова? Да. Oh, wow. Сега. Окей. Ке црташ. Are you ready? Мгм. Are you ready? Мгм. Окей. Што, а вака цртаме? Добре, поинак. Како сакаш? Окей. Ке се цртаме себе. Може? Три? Три. Да. Oh my god. Hello? Oh my god. Hello? Oh my god, wow, зашто ти се wonky очите? What? Што направи? Ти си целиот wonky за мене, ко тука. не IRL. Don't worry. Не. How was it? Oh my god. Окей. Окей, сакаш јас Може? прв? Ајде ти прв. Сладко Многу добро е. црташ. Thank Actually, you. многу добро црташ. Thank Покажи you. на камера. Дали изгледа тоа на мене? Малце носате од ната, ама. No, it's actually cute. Што, не се свигаш? Не. А, твојот. Ова е кој трендот што прават на TikTok. Да. Oh! No! I see it. Не, убаво е. For real, ми се свига. Ми се свига, твоето е по-artsy, моето е многу cartoony. I don't know what mine is. Моето е само нешто. Не, I like it. Протезите ми ги имаш извадено. Love that. Па да, види. Па реално. Реално, You gave me a glow up. да. I like it. Кој би му дал 9 од 10. Стварно, ја Дел би ше му еднаш дала да видам? фото од 10 од 10. Oh, Како thank you. предобро. Малце изгледаш на пет. Искрено како сум те нацрт. Ти Чекај, изгледаш како многу коцка. That jawline though. Каков комплимент. Да. Yes. Дечки, да. Subscribe. Subscribe. Like subscribe. Лике и subscribe. Like and subscribe. Окей. Ајде. Сега малце ќе те ставам on the spot. Oh, wow. Ко кратки прашања. This or that. Аха, брзо Дополни. Окей? Okay. Ајде. Александар не е Александар без? Жолто. Утринско кафе или чај? Чај. Патување со кола или авион? Авион. Бузи. Куки или брауни? Куки. Снимање TikTok или правење фотодамп на Инста? TikTok. Окей, добро. Не ми прави притисок вака. Да, вака. Брзум. 5 секунди имаш за секој прашање. окей. Окей, добро. Подкаст или музика? Музика. No offense. пеевме. Adventure time. One drag your friend. How dare you? Не правиме cover, Ja. Ja. Музика на подкаст. Окей, сега за ова. Nickelodeon или Cartoon Network? Oh no. Nickelodeon. Hello? Come on. iCarly, Victorious. Come on. Fair enough. Sam and Cat. Oh, SpongeBob. SpongeBob SquarePants. Да, така беше песата. Are y'all ready, kids? Captain!
Deep разговор или тотални глупости? Разговор, deep. Дали некад си пробал lucid dreaming? Не, ама сум сакал. Исто. Не ми успеа. Ке успее mindset или што ако не момент? Како? Ке успее mindset ко Аха. it's gonna или ко Да, што да. ако не момент? Што ако не момент? Ко моменти кај што си like ги враќаш работите назад. Не, ќе успеа mindset. Океј, ова е лесно. Пица или паста? Пица. Пица или бургер? Бургер. Не. Не. Wrong. Red flag. Chicken nuggets или french fries? Chicken nuggets, get the protein. Така е. Селфи или candid photo? Candid. Само никој не ми ги прави добро, човек. Нели? Oh my god! Као секад сум као, сликај ме, ма случајно да не видам. Да, нели? И ко секад се ко... Не, Вака, као ко приметно. лицето вака, Да. Као. Многу, или пак ќе ме сликат вака, ја. Да, или као со грбка. Вау. Да. Гитара или пијано? Пијано. Инако и двете учам да ги свирам. Јас свирам гитара. Nice. Да. Па што не ја донес? Ти имам трауми. Следниот пат. Netflix серија или YouTube? YouTube. Така е. Сладко или солено? Сладко. Oh my god. I mean, come on. Градска гушва или природа? Природа. Од Исланд се враќам, hello. Овој тотално променет човек. Не да као, многу беше убаво. I can Мир. Ама скапо, кажа. Се врати финансиски оште, да. Завркам. Мислам, it is. Со причина, да. Па се увезуваат, не произведуваат ништо таму. Стварно? Ја, немаат Па фабрика. да, бре. Затоа и многу чисто. Сред негде. Да. No offense. In the middle of the ocean. Излегување со друштво или chilling at home? Chilling at home со друштво. Tough. Okay, well, мислам дека тоа е се. Толку? I mean, да, ако имаш нешто за мене. Roblox или Minecraft? Завркам. Roblox. Roblox? Да. No. Да. Јас пораснав на Roblox. I was a Roblox kid. iPad kid? Не. Не? God forbid. Не. Friv. Фрив. Фрив. J8? Y8? Не си играла на Y8? Не. Oh my god. Само Friv и И Crazy Friv. Games. И Pico нешто таму. Pico беше Pico Games. Cartoon Network има добри игри. Да. Пред да се затвори. Да. Кој да го слуша ова до тука, алал нека моја. Еј. Не алал нека ти е као... Како си помина? Супер. Да. Супер, ти како си Actually? помина? Као actually. Ко стварно? Као Или ко најстварно. лажеш? Као не. Ко да? Као ма ти ме излажа. Како? Не го пробај круасанот. Одма ќе опробам. Ова за крајот. Loser, lame, wannabe. Oh my god, no! Само неколку луѓе може тоа да го сватат. Like, oh, totally. Totally. Whatever made you a loser. Не. Седам овој круасан in peace. Додека јас го одјавувам подкастот? Oh my god, која чест. Еј па, фала ви што не гледавте мене и Фросе како јапаме и како не кјутиме. Ако го гледавте до тука, треба да ве частиме нешто искрено. Да не слушате ние како јапам. Да, и дали разбравте, пола беше на англиски. Да, пола беше како работи што мора да си на еден Ја. Скрос. Се слагам. Се слагам. Ама да, фала ви што гледавте. Се надам дека пак ќе ме викнеш на подкаст. Chill. Dope. Да. Се надам ќе ме викнеш пак на подкаст. Ќе те викнам. Ја. И ова ќе биде како замисли војнина. Ко јас кој ќе Мага да. Као за 5 години од сега. Да. И го гледам овој Recap. reaction. Да! Yes. It's a deal. Чек, it's a deal уствари. It's a deal. Deal. Ја. Испотени ми се раците. Знам. It's a deal. Yes. Okay? Да. It's a deal. Фала видички многу. Паѓа микрофонот. Фала видички многу што гледавте, ве сакаме. И поздрав од мене и не заборавајте да кликнете subscribe и like. Love ya. Love you.
Најс. Браво.